Здраво, Македонија! Започнуваме со листа за 300 квиз на знаење и надмудрување кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се подготвени, што значи може да започнеме. Како и секогаш, така и денеска ќе започнеме со запознавање прво на домакините во тековното издание денеска. Тоа се Далибор и Ацо, повелете. Добре ми дојдовте повторно. Здраво, Далибор. Здраво, Ацо. Здраво. Раката подобра ли од последниот пат? Да. Да, благодарение на ортопедот. Да, супер. Дознав дека ортопедот е Анкица од Струмица, ортопед. Анкица од Струмица, ортопедот, сакам да поздравам во името на листа за 300 затоа што го натерала Ацо да дојде тука и да се надпреварува. Еден од главните иницијатори да стапат тука. Мило ми е. Како сме денеска? Добро. Да, расположени за игра? Добро, расположени, малку разочаран од претходно. Од минатата, да. Дома ги преслушаме ли песните од Ривља Чорби Бајага? Со тие си одевме дека Валандово. Да. И јас пороснах со нив. Да, тоа е. Едноставно денот кога не е, кога ќе се блокира мозокот, тоа е што е. Како и да е, сепак излеговте како победници, не си отидовте со празни раце, обезбедивте учество и за денеска. Што повеќе од тоа, супер е. Мислам, знам што повеќе 300 евра да бе, сето ова, ама тоа е што. Имате денеска нови противници, дали сме подготвени да се сочиме со нив? Да. Во улога на домакини денеска. Домакини, добре ми дојдовте, повелете во домакинската кабина. По нашето студио се и нивните противници денеска. Улогата на предизвикувачи им припадна на Катерина и Андреј. Повелете. Андреј, здраво. Добре дојде повторно. Катерина, здраво по прв пат. Како сте? Одлично. Одлично. Катерина, ќе започнем од тебе. Сепак прв пат си тука и дама си меѓу другото. Да те запознаеме, да ни кажеш која си, како си, од каде доаѓаш? Катерина од Охрид, студентка. Што студираш ако не е тајна? Медицина. Медицина. Како оди факултетот? Супер, 5-та година сум сега. Да? Да. Колку 6 се студира? 6. Значи уште една и готово. Уште една. После специјализација не чека како оди? Па ќе Како видиме како ќе видиме како ќе се одвива. Така, точно, така да не збориме пред време, Да. едноставно да видиме животот каде ќе си тера Така е. така. Брато ти? Јас сум Андреј од Охрид, ме познавате вајде до сега. Завршив средно, сега се спремам за факултет и тоа. Како одат подготовките за факултет? Па, добро е. За сега. Знаеш на кој факултет? Немам уште доволно одлучено, ама има време. Не, те чепкам, кога ќе одлучиш, верувам ќе дојдеш и во листа за 300 ќе Ќе се кажеме, пофалиш, да. да. Така за денеска како сме подготвени? Супер. Супер. Не се сомневам, треми имаме ли? Тебе повеќе те прашувам. Не. Не, и не треба ни да имам, искрено ќе ти кажам, ќе се сконцентрирате на тоа што го правиме тука, на тоа ќе мислите и тоа е формулата за успешна партија листа за 300. Така. Денеска во улога на предизвикувачи. Да. Спремни сте да влезете во вашата кабина? Премни. Повелете во предизвикувачката кабина и со среќа. Далибор и Ацо, односно Катерина и Андреј се во нивните надпреварувачки кабини. Сега треба да провериме дали истите функционираат онака како што треба за да си продолжиме без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам да исклучиме прво кабината на домакините, а Катерина и Андреј, дали се слушаме? Се слушаме. Немаме никакви проблеми, така со тонот. Нема. Како што реков, во продолжение, ако нешто не е јасно, не сте ме чуле, не сте го разбрале прашањето или пак темата, слободно да ме прашате. Важи, да не направиме кикс непотребно. Договорено. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Далибор и Ацо, дали се слушаме? Да. Домакини, дали имам зелено светло од вас дека може да стартуваме? Морам да ги прашам домакините без да ништо не правиме. Ако се слушаме добро, да започнеме. Епа, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини, домакините дадоа зелено светло за старт, што значи време е да почнеме со листа за 300. Како и секогаш, така и денеска започнуваме со првата лицитација, а темата за истата гласи. Зборови што почнуваат со ГЛ, односно ГЛ. Бараме зборови кои ги има во македонскиот дигитален речник од најмалку 3 букви, кои почнуваат со буквите ГЛ, односно ГЛ, како името Глорија. Еден ист збор можете да го кажете или во еднина, или во множина и само во еден род, без членување. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на народи, компании, кратенки и слично.
Дали Боријацо, дали ни е јасна темата? Одлично. Катерина и Андреј, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Катерина и Андреј. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Дали Боријацо. А Катерина и Андреј, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 5. 5. Стартуваме со 5. 10, 10. 15. 15. 18, 18. 20. 20. 22, 22. 24. 24. 25, Едно повеќе, 25. 26. 26. 27, 27. 29. 29. Ајде нека одговараат. Да одговараат? Да. Одиме повторно со истата стратегија, ќе видиме и овој пат дали ќе се покаже како успешна Катерина и Андреј. Од вас ќе зависи и првиот ваш бод, дали ќе го добиеме или ќе го изгубиме. Како ќе стартуваме, не беше ова за да ви направам повеќе притисок. Не знам искрено зашто воопшто го кажав. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете, како што реков, збараме зборови кои што започнуваат со гл, односно гл. Повелете. Глава. Глава. Така е. Главоболка. Главоболка. Точен одговор. Глад. Глад. Така е. Гладен. Гладен. Точно. Глазура. Глазура. Така е. Глас. Глас. Така е. Гласно. Гласно. Така е. Дали може сега гласен или не може така да ги изведуваме? Не. Во еден род рековме. Добро. Гласен среден, да, гласен е машки, нели? Да. Глагол. Глагол. Така е. Гледа. Гледа. Така е. Гледка. Гледка. Така е. На 10 сме. Глисер. Глисер. Така е. Глицерин. Глицерин. Точно. Глобално. Извини, Глобално. глобално. Така е. Глобус. Глобус. Точно. Глодар. Глодар. Точен одговор. Нешто повеќе од пола. Гласање. Гласање. Точно. Главен, кажано ни. Главен, само момент, ќе проверам сега, ќе кажам. Не ви е кажан главен, дали тоа ќе ви биде одговорот? Можете. Така е. Глума. 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 Така е. Глумење. Глумење. Точно. Глода. Глода. Така е.
Глицерол. Глицерол. Се користи глицерол во медицина? Може би. Може би. А глицерин? Да. Ста знам. Глицерол. Точен одговор? Глина. Глина. Точно. Глинена. Глинена. Така е. Ви текна на времето, присте. Гласен, кажано е. Само момент. Гласен. Го имаме во среден род како гласно. Добро. Глаголица. Глаголица. Така е. Уште 5. И морам да ви напоменам дека и времето пополека ни одминува. Глед, како глед, маса оваш. Така. Се разбираме ние што сме работеле по дома, нели, такви работи. Громке му удри во студио. Глед, точен одговор. За минутка ќе треба да почнам да бројам. Ајде, мислете. Гленоид. Гленоид. Учам денеска од Катерина нови поими. Гленоид. Што е? Можеш ли да ми појасни? Сега дека го наоѓаме само како англиски збор. Во македонскиот речник го нема. Гленоидна јама. Во неа се зглобува кај рамото е. Гленоидна Се јама. наја- се Значи наја- кај зглобот чашката е... Да, се Да, наоѓа на скапула. Одлично. Ништо не разбрав. Се шала. Во ред, имавме проблем да го пренајдеме зборот на вистинското место, зашто не вообичаен, барем за нас, кои што не се занимаваме нели со таа професија. Во ред, гленоид, точен одговор. Молам, на мене ова вака? Не сам. Се шалам. Глупав. Глупав и мислет уште две зборчиња, ја морам да почнам да бројам. Глупав. Глетување. Глетување. Имавме глед, сега да видиме глетување. Со глетот се глетува, што значи глетување? Точен одговор. И последниот, за жал, морам под тензија да биде, тоа е 10. 9. 8. 7. Глупирање. Глупирање. Глупав помина, за глупирање ќе размислам убаво. Дали? Глупирање. Вика дека многу сум се глупирал во животот. Дали е тоа точно, не знам. Како и да стигнав до тука, да се правам паметен на вас. Глупирање. 29 точен одговор за Катерина и Андреј. Честитки до вас двајцата, добро одиграно при крајот. Почнавме малце да заглавуваме, но се извадивме. Дури научивме и некои нови зборчиња и јас, а и останатите присутни тука во нашето студио. Добри бевте, одлично. Попуштете се уште малце повеќе, посебно Катерина и се ќе биде во ред. Одлични. Не се опуштајте само премногу, затоа што имам уште една лицитација, не сакаме да направиме белјато тогаш. Далибор Јацо, добро одиграно, може би уште 2-3 надавања и ќе беше поинаква работата, више ги притискаш и времето. Готово беше, но пак ќе кажам, може би уште 2-3 надавања и
ќе беше тоа што го посакувавте. Како и да е, знаете дека ништо не е готово. Имаме уште една лицитација која што може да ве однесе до јас тоа што го посакувам, а тоа се пеналите. Нека не ми се љутат Катерина и Андре, но пак ќе се кажам, најомилена игра во листа за 300 мисля пеналите. А сега, пред да продолжиме понатаму, да прочитам уште неколку зборчиња кои што почнуваат со ГЛ, односно ГЛ, тука ги имаме главнина, главоболка, потоа гладок, гламна, гланц, глешер, глето, глиста, глуварче, глума, глумец, за кој што се мисле Катерина и Андреј, глутен, глутница и така натаму. А сега, време е за втората лицитација. Ова лицитација ќе одлучи дали Катерина и Андреј ќе ми се придружат тука на сцената и ќе се соочат со нашата тема од нашата листа, или пак Далибор и Јацо ќе направат пресврт целосен на пенали. Затоа да не должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: филмови со Леонардо Ди Каприо, Бред Пит или Том Хенкс. Извор сајтот на ИМДБ. Бараме наслови на играни филмови во кои играле или Леонардо Ди Каприо, или Бред Пит, или Том Хенкс. Филмови во кои можеби улогите се преклопуваат, можете да ги кажете само еднаш. Ги прифаќаме насловите или во наша транскрипција или во оригинал. Битно е насловот да е точен. Сега, ја би ве замолил доколку можеме нели во наша транскрипција да ги кажуваме за полесно да ги наоѓаме филмовите, но ништо не менува доколку го кажете и оригиналниот наслов. Дали Боријацо, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Катерина и Андре, дали ни е јасна темата? Јас. Да. Супер. Знаете дека при второто надавање први започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива. По првата одиграна лицитација, за жал во таа ситуација се наоѓаат Далибор и Ацо. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Катерина и Андреја. Далибор и Ацо, кога ќе имате понуда, повелете. 5. 5. Започнуваме со 5. 7. 2 повеќе 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. Стигнавме до 15. Ај нека одговарат. Ајде да видиме дали ќе се исплати овој пат. 15 не е многу надавање, но за некои теми може и да се покаже како и повеќе од доволно. Катерина и Андре, нема да ве прашам како стоите со филмови. Ќе прашам само дали гледате дома филмови. Кога Да. сте сами, да? Имате некој омилен жанр? Од се по нешто. Од се по нешто. Тоа што во моментот ми се гледа, кажи, маре тоа си гледам. Кога ќе бидете подготвени, повелете. Титаник. Титаник. Филм со Леонардо Ди Каприо. Го гледа во кино, се сеќавам и цела сала плачеше тогаш. Јас те плачев. Само јас те плачев. Лажем, повелете. Господин и госпоѓа Смит. Господин и госпоѓа Смит. Тука, ако не се лажам, се Бред Пит и Анджелина Џоли. Така. Ето се гледа кој бадијалџа, кој седи филмови гледа цело време. Да. За мене се изборам ово. Така е, господин и господја Смит, втор точен одговор. Троја. Троја. Точен одговор. Вавилон. Вавилон. Така е. Ocean 11. Ocean 11. Или 11 мината на Ocean. Така е. 12 мината на Ocean. 12 мината на Ocean. Така е. 13 мината на Ocean. 13 мината на Ocean. Така е. Once Upon in Hollywood. Once Upon и Холивуд, како ќе беше во превод сега,
Еднаш Еднаш во, во да, во Холивуд. Холивуд беше еднаш во Беше еднаш Холивуд, во така, Холивуд, да. Се блокирав јас за момент. Така е точен одговор. Сега јас се блокирам. Да, се надевам дека не сум ја причината. Не. Овој кажи. Имаше едно Beyond, мислам беше Beyond Love. Мислете, ајде. Или префрлете се на друг, имате тројца актери, ви кажав. Видете да не ви текна некој друг, некој филмче. Ајде Beyond Love. Beyond Love. Beyond Love. Чекај да видам по нашата транскрипција за да олесниме работата. Ако е така името. Вака, Катерина, Beyond Love има филм, но за жал ниеден од овие тројца актери не игра во истиот. Моја грешка. Да, малце. Може би се надевам, пак ќе кажам дека не те збунив јас со последниот Не, не, не. муавет, да, и дека ја бев причината за грешка. Добро почнавме. Сега кога ќе ти ги прочитам насловите на останатите, знам дека сите ќе ти текнат и дека ќе ви биде криво, што не сакам да ви биде, но тоа е што е. Ќе играме на пенали. Фокусирајте се сега на пеналите и нека победи подобриот. Така е. Дали Боријац овој пат се исплатеше стратегијата, начинот на игра. Добро тргна, реков дека ќе ги пукнеме за една минута сите филмови, но ете, за жал опадна за момент концентрацијата. Кога ќе се фатиме за едно нешто и нели, тоа е за жал така излезе работата, за среќа за вас. Да не залажеме сега. Филмови со Леонардо Ди Каприо, Бред Пит или Том Хенкс, ќе прочитам дел од оние најпознатите, ги имаме тука со Леонардо Ди Каприо во Авиатичарот, беше еднаш во Холивуд каде што заедно играат со Бред Пит, потоа Волкот од Вол Стрит, Големиот Гетсби, Плажата или The Beach, Повратникот или The Revenant, каде што и доби Оскар за овој филм, потоа Фатиме ако можеш, Човекот со железна маска, Джей Едгар Хувер, Джанго Разузданиот, и што го мачи Гилберт Грейп, потоа од Бред Пит ги имаме Боречки клуб, Дедпул 2, 12 мајмуни, потоа запознајте го Џо Блек, Неславни копилиња, 7 години на Тибет, Телме и Луис и така натаму, потоа ги имаме од Том Хенкс Ангели и демони, Аполо 13, Зелената милја, Инферно, Кодот на Да Винчи, Оган од Суети, Полар Експрес, Спасувајќи го војникот Рајан, Терминал, Фатиме ако можеш и така натаму. Фатиме ако можеш заедно играат со Леонардо Ди Каприо. А сега, драги гледачи, резултатот знаеме сите дека е 1-1, што значи одиме на пенали. Пеналите ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена и ќе се соочи со денешната тема од нашата листа, затоа да не должам повеќе. Темата за денешните пенали гласи: кинески хороскопски знаци. Бараме имиња на знаци од така наречениот кинески хороскоп. Ги има 12. Дали Боријац, дали не е јасна темата? Да. Да. Катерина и Андреј, дали не е јасна темата? Да. Малце невообичајна и за мене многу интересна тема. Знаете дека на пенали одговараме на поредно едните па другите. Први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. Денеска тоа се Катерина и Андреј. Катерина и Андреј, кога ќе го имате првиот одговор, споделете го со нас. Мајмун. Мајмун. Прв точен одговор. Куче. Куче. Така е. Тигар. Тигар. Така е. Мачка. Мачка. Само момент.
За жал, мачка не е дел од кинескиот хороскоп. Добра беше логиката, ја би играл така, би пробал кога веќе не ги знам дали зошто да не. Дали варијата? Да, точно така, Стаурец имаше. Сега ќе ги прочитам, еве, и за едните и за другите. Вол, зајак, змеј, змија, конј, коза, куче, мајмун, петел, Стаурец, свиња и тигар. Тоа се оние 12 хороскопски кинески знаци. Дали Боријацо, одлични надпреварувачи. Знаете дека вратите од листа за 300 ви се секогаш отворени. Знам дека се надевавме на подобар резултат, криво ви е за минатата емисија кога не ги земавте сите максимална сума на од 300 евра, но па барем ете. Јас сметам дека убаво си поминавме, се надпреварувавме, научивме некои нови работи. Да. И ве чекам повторно да ми дојдете. Сега морам да ве поздравам и секако да им честитам на Катерина и на Андреј за победата, за денешната победа во листа за 300. За кратко ќе ве повикам да ми се придружите и ќе се соочите со темата од нашата листа. Да не должам повеќе уствари. Ќе ги повикам сега Катерина и Андреј да ми се придружат тука на главната сцена и да видиме што ќе направат, дали ќе освојат парична награда или не. Зато, останете со нас, се враќаме по паузата. Катерина и Андреј ми се придружија на главната сцена и за кратко ќе ги соочиме со денешната тема од нашата листа. Добре ми дојдовте. Како се чувствувате? Добри ли сте? Супер. Одлично. Да. Имавте тензична партија. Малце, да. Да, опасни надпреварувачи имавте спротив вас. За малце може работата да отиде во друг правец, но за ваша среќа, еве сме тука. Сега ќе ви ја соопштам и темата што е денешна, која што може да ви донеси парична награда, но претходно да се подсетиме на кратко како стојат работите со нашата листа. Имаме 15 празни полиња кои што треба да ги исполниме со точни одговори доколку сакаме да освоиме она максимална сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори ќе си заминете од тука со парична награда од 300 евра, што искрено и се надевам така ќе биде денеска. Дали сме подготвени? Да. Географија како стоиме? Добро е. Добро е. Се надевам. Ова не е толку географија, колку што е малце логичко размислување. И двете се уствари, помешани. Да не должам јас. Слушајте добри вие, драги гледачи. Денеска го тестираме нашето знаење на тема. Најмали се извинувам држави во Европа според број на жители. Извор, сајтот на преглед на светската популација. Бараме имиња на признати европски држави од Обединетите нации кои имаат помалку од 3 милиони жители. Дали ни е јасна темата? Да. Да, супер. Кога ќе бидете спремни, повелете. Почине со Македонија. Прво почине со Македонија. Почине со нашава држава Македонија. Со Македонија. За жалени помаличките сме и точен одговор. Да. Црна Гора. Црна Гора. Лихтенштейн, Луксембург. Точен одговор. Лихтенштейн. Лихтенштейн. Можеме да се пофалиме дека и од две овие држави сме поголеми. Да. Лихтенштейн, трет точен одговор. Честитки за првите 50 евро освоени денеска во листа за 300. Ака се Сан Марино. Ватикан, не знам дали призна. Луксембург бе втора. Трета. Андора. Под 3 милиони жители? Да, под 3 милиони. Ладно, нема тоа. Ќе продолжиме. Да, супер. Ајде. Прво ќе почне Сан Марино. Сан Марино. Така е, точен одговор. Луксембург. Луксембург. Точен одговор. И Андора. И Андора. Со Андора имаме 6 точни одговори и освоени 100 евра. Вако убаво, за да се видиме како се честитаме. Фала. Сак. Малта би требало. Словенија, мислам. И јас мислам Словенија дека немаат повеќе од 3 милиони. Не знам искрено. Косово признаено е? Не е признаено од Обединети Косово. Друга помала се.
Ми тоа е малце покажа. Да. Кипар. Кипар не знам дали ја признаем. Шимна помала некоја. Ватикан би требало да ја признае. Ама ако ја признаем, сигурно има помош за 3 Да. милиони. Не знам дали ја признаем кој држава. А, време да стиша. Убаво размислиш, една што. Па шо? Ајде. Ајде. Одиме понатаму? Да. Ајде. Ќе почнеме со Ватикан. Со Ватикан. Ако гориме на почетокот да Да. гориме, кажи па Да, да се нервирам. ми се допаѓа тоа, ама ја ќе ти кажам веднаш. Ватикан е призната суверена држава, како такви се води. Точен одговор. Следно Словенија Словенија. и Малта. Словенија има помалку од 3 милиони жители, така е точен одговор. И Малта. И Малта. 9 точни одговори, што значи 150 евра се во ваши раце. Сега, размислете убаво. Дали одиме понатаму или ќе си ги земеме овие пари и ќе си заминеме и ќе чекаме до следното издание на листа за 300. Да, доста. Ми теква некој, не сум сигурен колку жители имат. Не сум сигурна. Доста. Имаш Не Словачка. мислев ја, па сега да ви го скршам духот, моралот. Словачка ме имат. Литванија, Литванија, колку се? Не знам, ние немам идеја. Доста. Доста. Доста е. За почеток доста. Да. Значи се откажуваме. 150 евра, честитки и сега вака ќе кажам, сите одговори ви беа точни што ги кажавте, освен добро Словачка. С на крај што ја спомна, нема везе. Тоа беше мала консултација помеѓу вас двајцата. Иначе, најмали држави во Европа според бројот на жители се вкупно 18 кои што имаат помалце од 3 милиони и тука се Албанија, Андора, Ватикан, Естонија, Исланд, Кипар, Летонија, Литванија, Лихтенштеин, Луксембург, Македонија, Малта, Монако, Сан Марино, Словенија и Црна Гора. Супер бевте, ги земавте 150 еври, што е уште поважно, обезбедивте учество во следното издание на нашиот квиз. Едва чекам повторно да се дружиме И ние. и да се надпреваруваме, односно да го тестираме нашето знаење. Дојдовме до самиот крај на денешното издание на нашиот квиз, што значи тука некаде треба да ве поздравам, секако. Останете со програмата на телевизија Сител и чекајте го следното издание на нашиот квиз, а до тогаш ве сака Марки, ве сака телевизија Сител. Чао! Супер бе.